председател. Ќе бидам краток, почитуван министер. Целиот проблем на овие прифаќање и неприфаќање на амандманите и на тоа што се случува во реалноста на просторот е недовербата. Со овие амандмани условно се сакаше да се постигне на некој начин гаранција за добрите намери со прогласувањето на Шар планина за национален парк. Сега, тоа што ни го кажаа луѓето кои живеат таму, вие сега во претходниот ваш коментар буквално го детерминиравте како можен проблем. Рековте ќе следува промена на Законот за природа. И тоа е клучно. Ако овие работи велиме дека се вака, овие се извадени текстови од Законот за природа и сосема е окей да се повикуваме на Законот за природа. Така е и стварта на нештата. Меѓутоа, за да стекнеме доверба, точно е дека овој текст го делумно оптоварува Законот. Меѓутоа, цврсто ги дефинира зоните. Што може, што не може. И тоа е тоа што и треба на луѓето за да го прифатат Националниот парк Шар планина. Значи, прашањето е сега. Велите ќе го промениме Законот за природа. Ако овде не ги дефинираме тие работи, дали може со политичка манипулација мерките да одат кон затегнување или кон олабавување? Сигурно може. Кога би се дефиниране тука, знаеме дека за Шар планина важат овие дејанија во одредена зона. Едноставно, идејата е да се стекне доверба. Луѓето, мештаните да видат што се може, што не се може. Да ги дефинираме работите како што се дефинирани во Законот за природа, едноставно да ги допрецизираме во овој текст на Законот и луѓето да го прифатат Националниот парк Шар планина. Вака едноставно, лесно отварајќи ги амандманите, повторно работиме на недоверба на целиот процес. Значи, ова се одредби од Законот за природа. Благодарам.